Дugoročno ke ja sakam, postaja svoja, skopje kaže mi. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во периодот од 23 до 29 март 2026 година реализираше интензивни активности за расчистување на улиците од непрописно паркирани возила. Со помош на специјалните возила Пајак, во текот на оваа седмица биле отстранети вкупно 103 автомобили кои го нарушувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Од предпријатието информираат дека најголем дел од санкционираните возила биле паркирани на недозволени места, како што се тротоари, пешачки премини, сообраќајни ленти, со што директно се загрозувала безбедноста на пешаците и возачите. Ваквите прекршоци, според надлежните, се меѓу главните причини за сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар потенцира дека ваквите акции не се еднократни, туку дел од континуирана стратегија за подобрување на сообраќајниот ред. Тие нагласуваат дека долгорочното решение на проблемот со неправилното паркирање не зависи само од санкциите, туку и од подигнување на сообраќајната култура кај граѓаните. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Во наредниот период ќе продолжиме со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани возила во општина Центар, информираат од предпријатието. Со овие мерки надлежните очекуваат да се зголеми безбедноста во сообраќајот, да се намалат застоите и да се подобри квалитетот на урбаното живење во општината. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје викендов започна со сезонската акција за машинско миење на булеварите и поголемите улици во главниот град. Активностите се спроведуваат со употреба на специјални автоцистерни и имаат за цел одржување на високо ниво на хигиена на јавните и сообраќајни површини. Од предпријатието информираат дека миењето ќе се одвива во доцните вечерни часови, кога фреквенцијата на возила и пешаци е значително намалена. Оваа мерка не само што придонесува за почиста урбана средина, туку има и позитивно влијание врз намалувањето на загадувањето на амбиенталниот воздух. Паралелно со овие активности од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје информира и за инцидент што се случил во текот на изминатиот викенд во општина Кисела Вода. Непознати сторители опожариле 4 контејнери за одлагање отпад на улицата Невена Ѓоргиева Дуња. Според надлежните, садовите се целосно уништени и неупотребливи. Со цел да не се наруши редовното собирање и транспорт на отпадот, предпријатието во најкусможен рок поставило нови контејнери на истата локација. Од јавното предпријатие Комунална хигиена посочуваат дека ваквите случаи не се изолирани. Во текот на 2025 година биле запалени вкупно 27 контејнери, додека од почетокот на оваа година досега се евидентирани уште 11 вакви случаи. Надлежните апелираат до граѓаните за одговорно однесување и зачувување на јавниот имот. Општина Ѓорче Петров го унапредува одржувањето на јавните зелени површини со набавка на ново мултифункционално возило кое веќе е ставено во функција на терен. Станува збор за специјализиран мулчер наменет за поефикасна и поодржлива работа во одржувањето на урбаното зеленило. Градоначалникот Александар Стојковски информираше дека со оваа инвестиција општината прави чекор кон воведување современи и еколошки практики. Како што посочи, преку процесот на мулчирање, органската маса не се отстранува како отпад, туку се преработува и се враќа во почвата, со што се подобрува нејзиниот квалитет и се намалува количината на отпад. Во таа насока набавено е ново мултифункционално возило, специјализиран мулчер кој овозможува поефикасна работа на терен и поквалитетно одржување на зелените површини, истакна Стојковски во објава на социјалните мрежи. Од општината потенцираат дека оваа набавка е дел од поширока стратегија за подобрување на животната средина и урбаното уредување. Новата механизација треба да придонесе за почисти, поуредени и пофункционални јавни простори, што директно влијае врз квалитетот на живот на жителите. Локалната власт најавува дека и во иднина ќе продолжи со инвестиции во модерна опрема и решенија што носат видливи резултати на терен. Општина Карпош објави јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за зачленување во ново формираниот совет за поддршка на женското предприемништво.
Ова тело има за цел да ги застапува интересите на актуелните и идните жени предприемачи на локално ниво. Според информациите од општината, Советот ќе има значајна улога во креирањето и унапредувањето на политики што се однесуваат на женското предприемништво и родовата рамноправност. Неговите членови ќе даваат мислења, предлози и препораки за прашања од значење за економското заекнување на жените, како и ќе учествуваат во изработка на стратегии, планови и мерки за поддршка на жените во бизнисот. Од општина Карпош потенцираат дека преку овој совет ќе овозможат поорганизиран и поефикасен пристап кон развојот на женското предприемништво, со фокус на создавање подобри услови за работа, вмрежување и поддршка на жените кои сакаат да започнат или да развијат сопствен бизнис. Јавниот повик е отворен за сите заинтересирани. Рокот за пријавување трае до јуни оваа година. Со оваа иницијатива општината испраќа јасна порака за поддршка на жените во економијата и нивната поголема вклученост во локалниот развој. Вчера вечер во спортската сала Антон Димитров, фолклорното студио Плетеница во соработка со целосна поддршка на општина Бутел приреди целовечерен концерт со македонски орах. Настанот привлече голем број посетители кои уживаа во традиционалните ритми и мајсторските изведби на ансамблот. Градоначалникот Арко Костовски истакна дека македонскиот фолклор е нераскинлив дел од духовноста и ја поврзува сегашноста со минатото. Тој нагласи дека богатството и разновидноста на македонската култура највпечатливо се изразуваат преку народните носии, кои со генерации се пренесуваат и го зачувуваат својот автентичен сјај. Народ без своја традиција и фолклор е дрво без корен. Наша должност е да ги чуваме и негуваме македонските вредности, традицијата и фолклорот, порача Костовски во објава на социјалните мрежи. Концертот, освен што ги промовираше македонските културни вредности, представуваше поттик за младите да се вклучат во зачувувањето на традицијата и негувањето на народното наследство. Во рамки на проектот на општина Центар, театарот Уметност на емоции, учениците од основните училишта приредија незаборавна вечер посветена на Светскиот ден на театарот. Преку наградената представа Силјан Штркот од општинското основно училиште Кочо Рацин ја воодушеви публиката со својата енергија, талент и искрени емоции, оставајќи силен впечаток кај сите присутни. Второто и третото место ги освоија представите на општинското основно училиште Коле Неделковски и Киро Глигоров, додека наградата за најдобра машка улога му припадна на Борис Павлов од општинското основно училиште Свети Кирил и Методи. Проектот Театарот Уметност на емоции има за цел не само да го промовира театарското изразување, туку и да ги сплоти младите, да ги инспирира и да им помогне да градат самодоверба преку уметноста. Општина Центар ги честита сите овие награди за учениците и наставниците за нивниот труд, посветеност и љубов кон театарската уметност, потенцирајќи дека ваквите настани се клучни за развојот на културната свест и талентот на младите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја